токму за активностите, проектите на Црвен крст Битола, но секако и за наградите и оние признанија кои што се навистина значајни, разговараме ова утро со две прекрасни девојки кои што еве јас ги имам овде во студиото. Добро утро ќе им посакам и добре дојде на Ангела Сарбиновска, дециминатор во Црвен крст Битола, и Ангела Илиовска, секретар во Црвен крст Битола. Честитки најпрво за пехарот, за наградата која што сигурно сум дека за вас представува нешто навистина големо и значајно. Благодарим и за честитките, благодарим и на поканата. Навистина е голем успех за нас овој пехар, но сепак пред се за нас представува една мотивација да продолжиме понатаму, да ги мотивираме младите луѓе и тие да мотивираат други луѓе и да продолжиме со хуманата мисија на Црвениот крст. Вчера на еден еве свечен настан, да кажам, значи го добивте овој пехар, ви беше доделен во рамки на програмата Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности. Како што слушнавме од прилогот, станува збор за пехар кој што го добивте и како награда за тоа дека реализиравте најголем број на проекти. За колку проекти зборуваме и кои се тие проекти кои што еве ги реализираше Црвен крст и секако му го донесе овој пехар? Пред се сакам да кажем дека оваа програма Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности, веќе 17 години активно во нашата држава постои под рамките на Црвен крст, за кој во овој циклус на 2016 година се изработени 184 проекти на ниво на Македонија, а во Битола се 12 проекти. За овој пехар се заслужни 3 сонцина, односно тоа значи дека највисоката оцена е сонце, 5 со сонце, затоа што токму оваа програма е наш производ, односно потекнува од Македонија за потребите на нашите млади, за нашето општество. На колку време се работеше на овие 12 проекти, колку луѓе бевте вклучени? Овој циклус, односно оваа програма, траеше неколку месеци, се уште не е официјално завршена. Најпрво имавме обука ние, односно јас од општина Битола како дисеминатор. Потоа продолживме во нашата општина со уште три обуки, кои двете јас ги држев, а едната беше инструктор, односно Мирослав Стојанов, педагог во техничкото училиште. Потоа имавме средба со родителите, да ги запознаеме што ќе работат нивните деца, па продолживме официјално со онај термин, односно 2 месеци имавме директно на терен да помагаме на сите оние на кои што им е најпотребна помош. Со тоа што ние им помагавме и правевме добри дела, ја промовиравме мисијата и визијата на Црвениот крст. Ние реализиравме 12 проекти, од кои 3 беа оценети со највисока оцена. Ке зборуваме и за останатите проекти кои што еве се планирани за воиднина, но еве прво ке се навратиме на оние позначајни проекти кои што веќе зад вас ги имате оставено. Ангела, за тоа со тебе. Минатиот месец, како и претходните месеци, беа исполнети со голем број на активности. Знаете, општинската организација Црвен крст Битола има календарски активности со позначени датуми и тие се недели кои ги одбележуваме. Па така, на последните месеци се одбележа неделата на хигиенизација, недела за борба против ракот. Месец мај беше посветен на Светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина, како и неделата на Црвениот крст на Република Македонија, со тоа што младите волонтери од нашата организација на плоштад Магнолија организираа настан со цел да ги запознаат граѓаните со 7 принципи кои се водичи на Црвениот крст. Исто така беше промовирано една кореографија за стоп против семејното насилство, на кое што оваа година му дадовме така поголем акцент. Се одржаа различни трибини, средба со корпоративниот сектор со цел да се запознаат со програмата на нашата организација. Имаме и тука, таа е програмата за 2016 година, годишниот извештај кој што го направивме за изминатата година за 2015. Младите постано работат, клубот на млади постано функционира, секој четврток одржуваат редовни состаноци. Моментално работиме на проект за здравствена заштита со цел да ги едуцираме најмладите во градинките и тоа во руралните средини од 2 до 6 години, како правилно да ги мијат запчињата и како правилно да одржуваат оралната хигиена.
Зборуваме повеќе за овие проекти и за волонтерите кои што се вклучени. Колку волонтери брои Општинската организација на Црвен крст во Битола моментално? Моментално имаме 70 волонтери, значи дел од тие волонтери се со платена чланарина и се членови на организација, дел од нив активни членови, а дел се волонтери, значи. Расте ли бројот на заинтересираните? Сакаат ли младите се повеќе да се вклучат еве токму во овие проекти да им помагаат на оние на кои што им е потребно? Црвениот крст е доста присутен во основните и средните училишта, посебно во последно време со тоа што се организираат симулациони вежби по прва помош, како и доста едукативни предавања и трибини во самите училишта, така да голем е бројот на нови волонтери и заинтересирани се вклучуваат доста во нашите активности, така да секоја недела се повеќе и повеќе расте бројот на нови волонтери и членови во нашата организација. Кој е најмладиот волонтер кој што го имате? Од колку години може да? Најмладиот волонтер е Тамара, мислам дека има 9 или 10. Така, значи на таа годишна возраст. И како последица, да речам, на сето тоа, функционирајќи клуб на млади, ево се стремиме во иднина да формираме и клуб на пензионери, значи клуб на повозрастни волонтери, кои можат во иднина да придонесат за развојот на организацијата. Споменавме некои од проектите кои што веќе ги реализиравте, а кои се оние на кои што веќе се работи во овој период? Знам дека обично овој период, летниот период, сте доста активни, ви има насекаде. Како со тоа да им помогнете на постарите лица со делење шишиња вода кога е топло и многу други проекти кои што ги реализирате токму во летниот период? Така, оваа година, значи на 17 март, кога е Светскиот ден на Црвениот крст и Светскиот ден на крводарителството, имавме гости од Република Бугарија, од Софија, така да со нив сме во план во иднина да имаме еден проект конкретно за старите лица, значи обука на населението, оние заинтересирани, кои сакаат да поминат таа обука за грижа на стари лица во домашни услови. Нормално следува летен период, во зависност од времето ќе действуваме и ние како и секоја година, значи се дели вода, се укажува прва помош на оние на кои што им е потребна во тој жежок термин, да речам. Потоа следува симулациона вежба, укажување на прва помош во планински услови. Продолжуваме понатаму со скоро 6 месеци ќе оди проектот со запчињата и нормално во меѓувреме ќе се одвиваат некои активности кои сепак ќе бидат и идеја и предложени од младите волонтери од клубот на млади. Наредна активност ни е 11 јуни во сабота од 9 часот во бар Чаршија. Ќе се одржи крводарителска акција. Со таа акција го обележуваме 14 јуни, тоа е Светскиот ден на крводарителите. Рековме дека се повеќе се зголемува бројот на млади кои што еве сакаат да волонтираат. Дел од нив имавме можност да погледнеме и кога прославувавте месецот на Црвен крст со сите оние перформанси и настани кои што беа на плоштадот Магнолија. Кој е предизвикот за овие млади? Еве прво ќе тргнам од вас, пред се за тоа. Што е она што вас ве тера да се вклучите, кога се вклучувавте еве во Црвен крст и да им помагате на сите овие луѓе? Што она и каде се гледате еве во иднина понатаму? Значи, јас пред да бидам секретар на организација, скоро 13 години бев активен волонтер во Општинската организација. Желбата да се биде дел од Црвениот крст, да се биде дел од тие активности, желбата да се помогне, насмевката кога ќе ги погледнете оние на кои што сте му дале барем чаша вода, значи многу. Црвениот крст е организација што делува на многу полиња, со добри намери, добри цели и тоа мисламе она најголемото и најударното што ги привлекува и младите и повозрастните да бидат дел од оваа организација, да творат во оваа организација, бидејќи секоја активност, секоја реализирана идеја или секој проект го правиме со цел да помогнеме на некого, да превенираме и да едуцираме. Разменувате ли искуства? Еве, Црвениот крст е застапен во сите градови во Република Македонија, да не зборуваме и за надвор во целиот свет. Се разменуваат ли искуства со други членови, со други волонтери? Ангела? Да, имаме соработка со многу клубови, со сите, можам да кажам дека скоро со сите клубови на другите општински организации. Имаме соработка
заеднички работиме на многу работи, сплотени сме заедно затоа што без разлика каде сме ние ја имаме истата цел, ние се стремиме кон истите цели да правиме добро и се да биде хумано. Имате ли некои такви проекти во кои што еве токму на младите, на овие волонтери им ја дадена можност, дали да е тоа во друг град во земјава или надвор од границите на земјава, да заминат некаде да видат како таму се работи, како се помага и како функционираат сите тие организации надвор од нашите граници? Така, значи моментално сме во преговори, претходно спомнав, со Црвениот крст на Бугарија, како и Црвениот крст на Турција, така да наредниот период би следеле некои семинари на кои ќе учествуваат младинци од нашата организација. Исто така поврзано со ПХВ проектот се прави во Пландиште, тоа е Република Србија, еден голем проект на кој што и ние ќе бидеме поканите, односно младите од нашата организација. Како млади се вклучуваат и директно во проектите, значи сами изработуваат работилници. Во склоп на ПХВ исто така има работилница каде сами изработува рачен накид, го продава со цел да се соберат финансиски средства, да се помогне на одредена целна група. Организираат штандови по различни поводи, значи се доста застапени и доволно го, да речам, така рекламираат и презентираат Црвениот крст, неговата хумана мисија и дејноста на самата организација. Колку и самите луѓе, еве и оние кои што не се ваши членови, не се волонтери, се вклучуваат во активностите кои што ги имате, помагаат кога можат или сакаат да помогнат? Така, значи нашите граѓани, конкретно битолчани, се доста хумани, не поддржуваат активностите, ги поздравуваат, навистина им сме благодарни, секогаш наоѓаат време и да не посетат на нашите активности и да помогнат онолку колку што можат. Имаме многу случувања еве и во земјава, овде беше секако и уште бегалската криза. Колку се најдовте вие во сето тоа како волонтери, да имате можност еве да видите како се случува тоа? Знаеме дека на границата со Грција па и со Србија има многу волонтери на Црвен крст кои што секојдневно се таму и таму се нонстоп им помагаат на сите тие. Сепак кај нас немаме значи таква ситуација овде во Битола, но имавте ли можност или имаше ли некој барем можност да ги посети тие прифатни центри, да види како е токму на ваква ситуација да се действува? Така, значи Црвен крст Битола конкретно како организација не беше директно вклучено во сето тоа, меѓутоа индиректно да, бидејќи тековно во меѓувреме се праве обуки на кои што присуствуваа наши волонтери и тоа во Струга. Имавме обука за укажување на прва помош во случај на мигрантска криза, бидејќи не знаевме како ќе се одвива сето тоа, па нормално секогаш мора да има спремен тим кој ќе одговори. Моментално се работи на агенда, крајот на месец август, почеток на септември, наши волонтери ќе имаат можност да бидат дел од тимот за одговор при катастрофи, односно ќе се направи еден тим кој ќе може да делува во случај на мигрантска криза, елементарни непогоди, а исто така истовремено ќе се прави обука на населението како да се справат во такви случаеви. Значи директно не бевме вклучени, меѓутоа индиректно. Тука би сакала да споменам и помошта која преку општинската организација на Црвен крст Битола беше обезбедена за мигрантската криза заедно со еврејската амбасада. Значи се донира одредена количина на помош која беше испратена на граничниот преминик Евгелија со цел да се помогне на Црвениот крст за да пристапи кон мигрантите и да укаже помош со оние средства кои што тие ги доделија. Споменавте обуки кои што ги имате не само во училиштата, ги посетувате значи основните, средните училишта, овде се и градинките. Како поменуваат тие проекти? Како еве со најмалите да се работи, да се запознаат со работата на Црвениот крст, па кој знае можеби за година, 2 или 5, како што рековте, најмалата волонтерка има само 9 години, ќе стана дел можеби токму од организацијата. Токму тие едукативни предавања, работилници нас не се на најубавото, затоа што сепак кога едно дете ќе ти даде насмевка, ти си мотивиран за да продолжиш понатаму и да работиш неуморно. Да, ние ги сакаме тие работилници, токму и во оваа програма Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Ние работевме со малите, имавме едукативни предавања за првата помош, едукативни работилници за мир и толеранција, работилници на кои што ние изработувавме
рачна изработка, односно накид, кој што подоцна ние ги продававме и така со тие пари на некое семејство му обезбедувавме тоа што им е потребно. Еве токму на тој проект овде кој што се наоѓа јас застанав, повеќе јазици, повеќе отворени врати. Еве нешто повеќе за овој проект да позборуваме. Овој проект беше исто така во склоп на оваа програма, односно учесници на оваа програма од овој циклус 2016 предава, ги изучува јазиците турски и албански за сите граѓани кои што доброволно се пријавува. Навистина бевме изненадени од големиот број што беа пријавени. Ни беше чест и затоа што мислам дека ние бевме првите кои што направија таков бесплатен курс за изучување на странски јазици. Колку луѓе бевте вклучени еве токму во овој проект? Видов дека пишуваше за проектот, а ова ние веќе уште два проекти, повеќе и за нив ќе позборуваме, дека девојчињата кои што го сработија овој проект воочиле дека во нивниот град има многу националности, меѓутоа тешко комуницираат меѓу себе. Еве за колку луѓе зборуваме, колку бевте вклучени во сето ова да се реализира? Во оваа програма на ниво на Македонија беа вклучени околу 1200 младинци. Во нашата општинска организација беа вклучени 30 младинци плюс со ментори кои што заедно со мене како дисеминатор ние ги предводевме, ги учевме како тие треба да пристапат со луѓето, како да работат, како да помагаат, а во овој проект каде што изучува јазици беа вклучени три девојчина кои што едната ги учеше на албански, едната на турски и другата беше на македонски. За сите оние затоа што знаете кај нас се повеќе доаѓаат жени од Албанија, па ги изучуваа за подобро да го зборуваат македонскиот јазик. Но не мислевме кога кажавте дека не добро се разбираат националностите во Битола. Напротив, можеме да се пофалиме дека сме еден од оние градови кај што навистина има добра комуникација меѓу нас луѓето, дека мило ни е што нема никакви нема пречки меѓу луѓето, но сакавме да кажеме со тоа дека Битола е туристички град каде што се повеќе има луѓе од странство кои што го посетуваат нашиот град и за подобро да можеме да комуницираме, да се разбираме, затоа што не сите добро знаат англиски, па мора да најдеме некој јазик кој што се повеќе има туристи од таа држава кои што го знаат тој јазик. На помладите им е полесно со јазиците, на постарите им е малку потешко, повозрастните ги имаше ли токму нив еве во овој проект повеќе застапени? Да, ги имаше. Беа ли заинтересирани за сето тоа да се научи? Беа заинтересирани, искрено бевме изненадени, мило ни беше што токму тие беа вклучени во овој проект. Од она што можев еве јас да видам од оваа брошура, освен значи овој проект што го зборувавме за јазиците, имавте можност еве токму да работите и на проект на кој што беше санирана и оштетена и речиси распадната куќа во Могила, потоа проект со кој се подигнува свеста кај младите луѓе до 17 години од основните и средни училишта за мирот и толеранцијата, три различни теми, многу интересно за работа, сите се поврзани, едните со младите, другиве сепак зборуваме за нешто што му е многу битно на ова семејство, за реконструкцијата на куќата. Може ли да одвоите еден од овие проекти на кој што, не знам, беше најголем предизвик да се работи? Токму како што кажавте, навистина ние работиме на различни теми, односно работиме на се она што има потреба од наша страна. Да, можам да ги издвојам и беше голем предизвик, исто така и со оштетената куќа, затоа што знаете, можеби граѓаните ќе кажат како може тоа да се случи, едни млади волонтери, луѓе да го направат тоа, но благодарност до сите оние кои што помогнаа, затоа што пред се беше со помош на донации и така се оствари овој проект, се уште е во тек, ќе се работи и во изминатиот период. Но исто така можем да го издвоим и проектот за мирен сој има и толеранција, каде што ние на младите им кажувавме дека треба со толеранција да се доведе мирот,
Сакам да кажам дека за овој проект ние бевме мотивирани за сите оние случувања во нашата држава во изминатиот период, што навистина ние како млади не би сакале да се случуваат, не би сакале да изминуваме во еден таков период и мислиме дека треба да му кажеме на повозрастните дека ние не го заслужуваме тоа, туку заслужуваме да имаме мирен сон. Слушаат ли младите на овие трибини, ги посетуваат ли? Знаеме дека оваа возраст некако 15, 16, 17 години ни е некако така најпроблематична кога треба да се седнат во столче и да слушаат токму вакви трибини или вакви предавања. Да, се повеќе се заинтересирани, доаѓаат, но и се вклучуваат во сите трибини, во дискусии, во сите работилници и се повеќе сакаат да се вклучат младинци во нашата организација и токму овој проект односно програмата е за вклучување на нови волонтери и привлекување на нови граѓани кои што ќе придонесуваат во хуманата мисија. Девојки, јас ви благодарам многу што еве токму ова утро одвоивте време да ги споделиме сите овие информации со нашите гледачи, да позборуваме не само за овие проекти кои што еве успеа да ви донесат една многу важна награда за вас, но и за се она што е активност на Црвениот крст на општинската организација во Битола и навистина имате работи за пофалба со кои што треба да се гордееме и треба да се пофалиме како град. Ви посакувам и многу успех понатаму. Благодарим. И ние да ви се заблагодариме и општо како телевизија секогаш ги следите нашите настани. Се надевам дека во иднина нашата соработка ќе продолжи и понатаму, дека ќе видите и понатаму дел од секој наш настан, а за секој наши нови освојувања на награди, проекти, предизвици, секогаш ќе видиме тука да бидеме гости во вашата емисија. Ви благодарам и јас. Драги гледачи, ние ќе одиме малку со музика, а веднаш потоа продолжуваме и со останатите содржини кои што ги имаме во утринската програма Деница.